Здраво на близнаците овде, здраво! И ајде заедно да ги толкуваме пораките кои ни ги праќа универзумот преку тарот картите, а се однесуваат на вас, драги мои близнаци, и периодот кој следи. Значи, заедно ќе ги толкуваме затоа што ова се генерални пораки, се однесуваат на голем број луѓе, на многу аспекти од животот. Затоа јас сум тука да ја пренесам преку метафора пораката, а вие сте тука да го најдете соодветното место во вашиот живот. Се надевам ќе ви помогнат и да преминеме на пораките. Што носи месец јуни за вас, близнаците? Вие влегувате веќе со некаква енергија, нешто се случило во мај, уште сега, додека не сме влезени во јуни, нешто уште сега се случило, може би па за некои порано, мислам поназад, од неодамна, и се случило нешто кое вас многу ве повредило. Јас дури имам чувство овде дека вие ова го доживувате дури многу постресно и многу потрауматично отколку што и навистина е. Вие многу големо внимание му обраќа. Може би ви значи, не може би да го секако ви значи, што многу ве оптеретува нешто, но дури го гледате како многу поголемо и пострашно отколку што е. Сега што се случило? Се случило нешто, сте дознале некоја работа, сте дознале нешто. Може би е дека е за нешто што ви значи а тоа што ви значи, дали работата, дали семејството, дали партнерот, дали за нешто што ви значи. Сте дознале нешто, тоа нешто ве извадило од такт, тоа нешто ве шокирало, Значи, многу стресно го доживувате. Не знам зошто, многу стресно сте го доживеале и сега сте повредени. Сега се чувствувате изневерени, сега се чувствувате ранети. Сте се чувствувале, да, ова веќе ви се случило и вие сте се чувствувале ранети. Меѓутоа, ова некако чувство не ве остава месецов и сега како доаѓа јуни, кај вас прераснува во неспокој. Не е толку повреда колку што е неспокој. Едноставно не ве остава намера. Не ве остава рационално да размислувате. Вие сега се чувствувате како во затвор во мислите. Сега во вашите мисли е мрачно, темно, ладно. Во вашите мисли сега не е пријатно. Воопшто не е пријатно да се биде сега во вашата глава. Но, ви кажав, ова не ве остава, никако не ве остава. Или вие не сакате да го оставите нештово. Многу се чувствувате повредени, измамени и уште. И сакате нешто, може нешто сакате да направите, затоа не ве остава. Нешто сакате да направите, да действувате нешто, да вратите ли некако, или да го исправите, или сосема да го уништите нешто. Дел од вас ќе напуштат оваа ситуација и ќе тагуваат и ќе го бараат лекот или ќе ги лечат раните во самоти. Дел од вас тоа ќе го направат. Значи, ќе напуштат ситуацијата, ќе заминат и со самата таа постапка ќе предизвикаат многу внимание врз тебе. Значи, целиот фокус, сите очи се на вас сега, вие што сте го направиле, тоа што сте заминале. Некој не гледа рационалност во вашата постапка сега пак. Зашто вие така сте постапили. Не знам, што и да направите, периодов некако не е доволно за другите. Не дека не е доволно, туку тие тоа сакаа да ви го кажат, дека не е доволно. А вие толку многу правите, вие многу се трудите, дури премногу. И нешто не е доволно, незадоволство. Имам чувство како да се работи за татко и син, може би
мајка и ќерка, мајка и син, нешто такво. И колку и да дава еднава страна, оваа страна што дава родителот очигледно, колку и да дава, колку и да прави, од другава страна е постојано нешто недостига, постојано нешто не е доволно, постојано некое незадоволство. И вас тоа ве мачи, ве нервира, зашто е тоа така. И може би и во тоа вие премногу се внесувате, премногу давате важност. Може би се само некои ситници кои не ве оставаат на мира, не сакате да ги оставите туку така да поминат, туку се оптеретувате. Дел од вас се оптеретувате премногу во мислите, дел од вас ќе се оптеретувате премногу во активностите околу оваа работа. Оно што имам да го кажам за сите, без разлика што и да се работи, исходот е многу добар. Ако е љубов, ако се работи за љубов, ова е позиција на исход. Ако се работи за љубов, значи вие не грижете се. Што и да се случува, ова е врска, ова е една душа во две тела. Гледате ангелов како стои над нив? Значи, што и да се случува, низ какви и да поминуваат нешта во животот, нив им е судено да бидат заедно. Од оваа судбина не се бега. Значи, исходот е тој. Ако е за љубов, вие ќе ги исправите работите. Затоа толку многу немате ни потреба толку да се нервирате, толку да вложувате тешки мисли во нешто. Знаете, овде сме во животот да ги проживееме работите најдобро што можеме, да се избориме најдобро што можеме и дури и во лошите моменти. Затоа, на некој начин, треба дури и да уживаме во секаква борба, без разлика за што и да се работи. И да бидеме среќни кога ќе успееме. На крајот се завршува, се има крај. И може би овај крај па вас дел од вас ве тишти тоа што сите нешта имаат крај. Вас обични работи, некои банални работи од животот, периодот не ви даваат мир. Зошто мора нештата да имаат крај? Ете тоа ве нервира, зошто имаат крај. Затоа што мора да имаат крај, ако не заврши нешто, како ќе почне нешто друго. И затоа не е добро да вложуваме толку тешки мисли, затоа што на крајот единствено што ќе ни биде жал е за енергијата што сме вложиле, сме потрошиле толку многу нерви во нештото. Се случува со причина, на крајот ја дознаваме причината, затоа не грижете се, исходот е добар. Ако се работи за работа, нешто во делот од работата, од кариерата, не грижете се, повторно ќе застанете на свој нозе. Гледате некој што живее во изобилие, ова е материјално богатство и целосно задоволство. Значи, не грижете се. Вие на крајот повторно ќе си застанете на свој нозе, повторно ќе биде, дури и да заминете, таму каде што ќе заминете ќе биде подобро, дури и да останете и да се изборите, после битката ќе биде повторно добро. Затоа не грижете се и немојте толку многу да трошите енергија, едноставно. И сега друг дел од вас, јас мислам дека тагуваат, не може да се помират со нечие заминување. Некој може би заминува или вие сте заминале и сега вам тешки мисли, носталгични ви доаѓа. Значи, носталгија ве мачи. Ве мачи носталгија околу тие што сте ги оставиле. Или пак, ако сте од другата страна, ви недостига некој кој заминал, некој кој морало да замине. Значи, заминал заради нешто добро, не сакам да го сватите ова поинако. И ве мачи тоа. Ве мачи, вие сте постојано во исчекување, сакате да дојде, сакате да се врати, сакате да отидете да го видите. Многу тешки ви се мислите периодов,
Тоа се само делови од животот кои откако ќе поминат сваќаме дека тоа добро, тоа е така како што треба да биде и се е добро и се добро завршува, но периодов сега малку ви е тешко тоа да го согледате. И ете, постојано сте во некоја носталгична таква некоја состојба. Друго што има овде за вас, значи ќе понудите некому нешто, ќе направите некоја голема работа за некого. Или пак некој или пак нешто вие ќе направите за некого и тој другиот ќе возврати. Значи, сите вие што сакате да направите за некого нешто, а сте во дилема дали вреди за таков човек да се направи нешто, јас себе ви кажам дека вреди, затоа што од другата страна ќе добиете подеднакво ист третман, иста енергија и ќе ви испочитуваат подеднакво, ако се работи за тоа. И сега да видиме, уште за крај, нели знаете, вие се замислувате желба, или може би прашање на кое сакате одговор, но краток со да или не. И картите ќе ни кажат да или не. Се надевам имате нешто на ум. И да видиме што е одговорот за вас. Одговорот за вас е повторно истата оваа личност која се појавува, ладна, оштра во зборови. Значи, ако е комуникација, дојга, меѓутоа нема да биде лесна комуникација. Ако е одговор со да и не, може би. Не може да се каже да или не, може би. Па ќе биде некаква комуникација, не толку лесна, меѓутоа јас мислам дека ќе ги исправите работите благодарение на таквата комуникација. Ајде така ќе го толкуваме и се надевам на некого нешто ќе му значи. И па, драги мои, тоа е тоа овој пат. Се надевам дека уживавте и до следното. Чао, чао!